Почитувани гледачи, вие сте со уште една наша емисија Вашиот пратеник. Гостин во оваа емисија е пратеничката Каролина Насковска. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Вие сте дипломиран професор по биологија, кој своето образование го стекнал на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Ве гледаме во пратеничките клупи, сега вие сте релативно нов пратеник со прв мандат во ова наше македонско собрание. Што работевте пред тоа? Јас сум дипломиран професор по биологија и работев долги години во образование, односно предавав биологија во основно училиште. Низ моите предавања, односно низ мојот ангажман во образованието, имав можност да воспитувам и образувам деца на една многу осетлива возраст, каде што освен образовниот влијаев и во воспитниот дел и извадив многу генерации на деца кои што денеска се своји луѓе, со кои што се уште сум во контактираме и нивните родители, и тоа ми е еден дел кој што можам многу да се гордам со тоа, но подоцна прифатив еден нов предизвик, па 3 години пред да станам пратеник, работев како раководител во одделението за јавни дејности и местна самоуправа во општина Бутал. Таму самото место, самата раководна позиција ја прифатив бидејќи и на тоа место се работи сепак за деца, односно јас го координирав работењето на 7 основни училишта со општина Бутал како нивен основач. Учествував во сите активности на децата, учествувавме во правење на настани, надпревари, во координација со раководните лица, и тоа ми е исто така едно добро искуство, после кое што ја прифатив пратеничката функција и денеска сум во законодавниот дом. Значи вие ја работевте најплеменитата професија и работа со деца. Да. Но од каде е оваа љубов кон политиката, да кажам, од каде е љубовта да влезете како пратеник во собранието? Вака, со политиката во моето живење 2 пати сум се сретнала. Прв пат како основно, односно средно училиште, кога во тоа време имаше политички школи кои што ги се изведуваа во училиштата, и одличните ученици ние бевме предложени да бидеме членови во тие политички школи. Но најверојатно возраста не ми дојде како абстрактно и тешко нешто во тој период политиката, и си се насочив во водите каде што и денеска сум, односно во Природно-математичкиот факултет, каде што и ги завршив студиите. Значи природните науки ме привлекуваа и некако ја оставив политиката од младите денови. Подоцна како позрела личност, мотивот ми беше да не бидам генерација која што само седи и немо гледа и критикува, да станам дел од генерацијата која што може нешто да направи и да промени на подобро, и од пред 21 година сум во политиката. Односно сум член на најголемата политичка партија ВМРО ДПМН. Во нејзините внатрешни структури сум ги поминала сите иерархиски скалила кои што можат да се поминат, и како круна на сето тоа бев предложена за пратеник, што со задоволство го прифатив. Од вашата биографија гледаме дека сте родени во Велес, но во разговорот пред малку ми кажавте дека таму многу кратко време сте живееле, дека својот живот всушност сте го поминале во скопската населба Лисиче, така? Да. Колку самата населба, самиот живот детски во таа населба влијаеше врз формирањето на вашата личност? Па вака, вредностите пред се ги црпам од семејството и од околината, нормално. Вредностите семејни ми се пренесувани од генерации, традицијата се пренесувала во нашето семејство. Ние сме семејство со 3 деца, во кои што уште во неговите рамки се бориш како дете да успееш да доминираш. Вредностите кои што денеска ги имам исто така ми се дел и од образованието.
Образованието ме изградило како личност да бидам дисциплинирана, да бидам упорна и да можам да ги постигнам и да ги решам сите проблеми низ животот. Сите тие нишки и обкружувањето дел во листиче, дел во бутел, каде што е мултикултурно општество и каде што соработката со сите етникуми ми е исто така на високо ниво, сите тие помалку ме изградила како ваква личност. Но сега сте и родител и сопруга. Како оваа политика влијае врз семејните односи? Имате ли поддршката од вашиот син, од вашиот сопруг? Така е, ја имам целосната поддршка, тие се мои најголеми поддржувачи, но и истовремено и мои најголеми критичари. Така, кога ја гледаат својата мајка или сопруга во политиката и на телевизија, вака, што се најчесто критиките нивни? Дали може малце да ни откриете околу тоа како се води целиот тој критички однос нивен кон вас? Па критиката е во тоа што времето поминува, активноста во на собраниската говорница треба да ми биде поприсутна, но јас ги разобидувам дека политиката и водењето на политика не е само говорење на говорница, а пред да излеземе на говорница имаме многу работа која што ја работиме по нашите комисии. Пратеничке Насковска, членувате во неколку работни тела. Комисијата, Законодавно-правната комисија, Комисијата за образование, за здравство, за култура. Членувате и во неколку групи за соработка со други парламенти. Но да се вратиме на комисиите. Во која комисија најмногу се наоѓате? Каде најмногу можете да придонесете со своето познавање за доброто нели на граѓаните? Точно јас членувам во 4 комисии. Во некои сум член, во некои сум заменик член, но моите ангажмани се исти и моите одговорности во нивното партиципирање се исти. Како член на Законодавно-правната комисија, јас имам можност да ги видам сите закони и сите промени кои што поминуваат низ ова собрание од било кој делокруг, и тоа е мојата придобивка во членување на оваа комисија, иако таа е подалечна од мојата матична професија. Најдобро се чувствувам на Комисијата за образование. Таму се вклучувам во дискусии за промени на закони во основно, средно и високо образование, но највеќе допринос давам во основното образование, од каде и што доаѓам. Заменик член сум и во Комисијата за здравство. Таа, иако е составена од лица кои што се излезени од медицинскиот факултет, претежно доктори, јас како биолог се најдов и во оваа комисија, односно во незиното работење во неформалните средби и средбите со сите оние групи на луѓе кои што партиципираат во медицината, но имаат некаков проблем со нивната законска регулатива. Па имаме разговори со биолози, биохимичари, медицински сестри, физиотерапевти и сите оние кои што невладени организации кои што чиј делокруг е во Министерството за здравство, односно засегнато во здравството. Како посебна исто комисија која што ми е драга и во која што членувам како заменик член е Комисијата за култура и туризам. Последните 3 состаноци што сме ги имале, направивме еден крупен чекор и замениците и членовите се поделивме во групи да се врши посета на сите знаменитости, на сите театри кои што се во изградба, за да може пратениците одблиску да видат во каква состојба се, дали треба да се интервенира во институциите за да може сето тоа да се забрза и да може во текот на нашиот мандат да се видат резултатите на кои што чекаат луѓето многу време. Така, кога сме кај луѓето како народен избраник, собранискиот деловник ви дозвил, секој петок можете да се среќавате со граѓаните, но тоа не е правило, пратениците постојано се среќаваат со граѓаните. Но вие средби, што најмногу бараат граѓаните од вас, пратениците? Така е, секој петок имам јас средба со моите граѓани, имам пратеничка канцеларија која што се наоѓа во склоп на општината Бутел. Таму е и мојот асистент кој што е предложен од собранието.
Функционираме како тим и во моментите кога мене ми е приоритет собраниската работа, асистентот ја завршува својата работа, ги запишува сите посетители со кои што подоцна разговарам. Темите на кои што разговараме и проблемите кои што ги пласираат луѓето се од различен карактер. Вработување, од социјална природа, има луѓе кои што не си ги знаат начините како да дојдат до социјална помош, како да дојдат до социјални пензии. Колешки од образование доаѓаат да ми посочат во кој дел треба нешто да смениме затоа што веруваат во нашето работење и во нашата искреност. А најмили ми се средбите кога ќе дојдат луѓето лично само да ме запознаат, да поразговараме. Има луѓе кои што доаѓаат и не критикуваат за неизвршени работи од претходно и тие ни се добар правец за да знаеме што и како најдобро да работиме за подобрување на животот на луѓето и во општината и во општеството. Времето лета брзо. Веќе година и половина, па можда и нешто, некој месец повеќе, сте пратеник. Но сепак остануваат уште 2 години, значи доволно време за да остварите некои своји визии за како пратеник. По што сакате најмногу да ве паметат граѓаните од вашиот пратенички мандат? Па најмногу сакам да ме паметат по мојата достапност, по мојата транспарентност, по мојата емпатично пристапување кон нивните проблеми. Ние сме голема пратеничка група, ние делуваме како тим и не можам да издвојам јас што конкретно би се залагала за да нешто по што останам запаметена, можеби до крајот на мандатот и тоа ќе се случи, но нешто за што најмногу можам да се залагам и сакам да го постигнам тоа за наредниве 2,5 години е да издействувам во буџетот да се вметнуваат и да се планираат средства за зголемување на платите на наставниците, бидејќи тие навистина немаат доволно високи плати за стандардите во кои што во моментот живееме и освен оние 7% кои што секој март ќе ги добиваат како покачување, да се избориме и за поголемо нивно покачување за да може да бидат задоволни како наставници и да пренесат знаење и да имаме подобри ученици и подобро образование. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вас.